Од која локација точно ќе почне изградбата на Коридор 8? Колку ќе чини цел проект? Дали е испроектиран барем 1 километар од трасата? Кој ќе понесе одговорност ако не се донесат потребните законски измени до 22 април? Ќе плаќаме пенали или дополнителни трошоци? На ниту едно од овие прашања нема конкретен одговор, но власта не се откажува од намерата веќе во сабота да почнат градежните активности. А што ќе се случи ако на 22 април не почне изградбата на Коридор 8? И овој и останатите одговори ги имало во договорот подпишан со Бехтел и ЕНК, кој Димитар Ковачевски не го дава. Премиерот вели во договорот се содржани сите обврски кои ги презеле двете страни, ама кои се тие? И дали Македонија ќе ја сноси одговорноста? Не слушнавме ниту збор. Подпишан договор има на 400 страници, во кои што се дефинирани сите обврски кои што треба да ги направи изведувачот. Исто така се дефинирани обврски на другата страна, договорна, а тоа е државата Република Северна Македонија, представувана од Јавното претпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски, така да за сите детали во текот на градбата и изградбата ќе може да ве информираат и управувачкиот комитет, и Министерството за транспорт и врски, и Јавното претпријатие за државни патишта. До сега јавноста не доби речиси ниту еден конкретен одговор поврзан со Коридор 8, но на 3 дена до рокот кога треба да почне изградбата, новинарите добија ветување од Министерот за транспорт и врски дека ќе информирале навремено за проектирањето на трасата, експроприацијата и процентите на експроприација. За сите чекори постапки од почнување со градба, делници и се она кое што е од интерес на јавноста, со цел да биде запознаена јавноста, граѓаните, и сметам дека ќе биде еден добар пример по кој што и во иднина ќе се работи со цел брза реализација на проектите, заради тоа што тоа е и стратешки интерес на државата. Каде ќе почнете? Каде да појдеме у 21? Каде да бидеме? Ќе ве повикаме кај треба да биде. Целиот проект од самиот почеток се поврзува со низа контроверзи, од одлуките за надзор и спорните фирми кои ќе го вршат иако некои немале лиценца, до обврските кои ги презела земјава ако не се завршат автопатиштата во рок од 4 години и 7 месеци. Опозицијата претходно тврдеше дека ќе треба да платиме 53 милиони евра пенали ако не ги донесеме потребните закони, кои ќе им овозможат на Бехтел и ЕНК да градат брзо, односно работниците да работат по 60 часа неделно. Овој момент власта благо го демантираше, но призна дека ќе паднат на наш грб дополнителни трошоци, ако Коридор 8 не се изгради во дадениот рок.